Судењето на рускиот војник обвинет за убиство на 7 членови на едно семејство во близина на руската воена база во Ерменија беше денеска одложено на самиот почеток на процесот. 19-годишниот Валери Пермјаков е обвинет за убиство на родителите и останатите 5 членови на семејството, а Ветисјан меѓу кои 6-месечно бебе. Судот денеска го одби барањето за промена на местото на процесот. Беа потребни 6 месеци за Русија да му дозволи на ерменскиот суд да го стави на обвинителна клупа Пермјаков. Полицијата во казахстанскиот град Алмати изврши претрес на становите на двајца новинари од независниот истражувачки веб-сајт Накануне. Претрес бил извршен во станот на сопственикот на веб-сајтот и на еден од новинарите. Веб-страната пред неколку месеци заврши на суд поради тужбата дека наводно објавила погрешни информации за корупција во банката. Каза Комерцбанк е една од најголемите банки во земјата. Веб-страната го загуби случајот и треба на банката да исплати оштета од $100,000. Во Пакистан се одржа театарска представа со цел да се покрене свеста за потенцијалната сексуална злоупотреба на децата. Центарот за мировни конфликтни студии при Универзитетот во Пешавар го организираше настанот со цел да им покаже на родителите како да ги препознаат знаците за злоупотреба на децата. Во многу случаи децата не ги пријавуваат сексуалните злоупотреби на нивните родители поради страв дека ќе бидат казнети од семејството. Многу семејства пак исто така избегнуваат да ги пријават случаите во полиција поради стравот дека ќе им биде нарушен угледот и честа.